Добар ден и добре дојдовте во новата емисија на Радио МОВ. Овде сме да позборуваме за дигиталниот живот на младите, со сето она што носи прогрес, делува позитивно, но и негативно влијае врз нивниот живот, особено врз нивното ментално здравје. Како тема што оди рака под рака со денешните потреби на новите млади генерации, денеска ќе си позборуваме малку на сите овие теми. Со овој подкаст Радио МОВ се приклучува на деновите на медиумска писменост, организиран од мрежата за медиумска писменост. Со мене во студиото денеска се инфлуенсерката Александра Трпеска и Верица Бакулеска, психолог, дел од тимот на Разговор МК и Неокортекс. Александра, како си? Супер, ти? Супер сум ја и баш ми е мило што прифати да ни бидеш дел од денешната емисија и за почеток би сакала да започнеме со тоа што бидејќи подолго време си инфлуенсер и се занимаваш со тоа, па можеш ли да ми кажеш што се нуди интернетот и социјалните мрежи во овој период? Вау, добро, после 10 години, онака многу работи си имаат сменато прво во нашата професија, затоа што ние прво почнавме као блогери, пишувавме стати, имавме свој блог, после тоа некако се префрли на Facebook, на Instagram и сега нели трендинг е TikTok. Така што денеска што би кажала дека има многу брз контент кој што мислам дека не можеш да постигнеш да го испратиш така како што треба и секако има многу добар контент, но има контент нели кој што можеби некако може да ни наштети, нели хейт спич и такви слични работи. Па сега како овој простор што им се дава на младите, нели, може да им придонесе за да имаат подобар живот. Како може тоа правилно да го искористат се она што гледаат на социјалните мрежи? Тоа мислам дека доаѓа од воспитувањето и образованието најпрво, затоа што некако треба тоа да си го развиеш како свое чувство што треба да проследиш, да прифатиш, а што да не прифатиш и нели да се потрудиш некако да подобриш ситуацијата, затоа што на крајот на денот ние никогаш нема да бидеме способни да ги спречиме некои работи, туку само може да не ги прифатиме. Како одлучуваш што ќе објавиш на социјалните мрежи и како се носиш со позитивните и со негативните коментари? Не знам, мислам најискрено јас секогаш го објавам тоа што го чувствувам, затоа што според мене инфлуенсерство е представување на животот на една девојка и со тоа ако може нешто да придонесе позитивно. Секако, мислам јас не сум најсовршена на цел свет, имало моменти кога сум грешала, но секогаш од тие грешки сум пробувала нели да извлечам како следниот пат јас може да се подобрам во тие ситуации, не само за луѓето што ме следат, туку и за себе. Верица, здраво уште еднаш, многу ми е мило што те имам повторно тука во студиото. Кажи ми како сета содржина на социјалните мрежи која што секојдневно се пласира влијае врз менталното здравје на младите? Социјалните мрежи можат и позитивно и негативно нели да влијаат врз менталното здравје, зависи од начинот на кој што ги користиме. Доколку почнеме од позитивните влијанија, социјалните мрежи се многу добра платформа за да се изразат ставовите на една млада личност, да си ги изразат мислењата нели на различни теми, исто така и креативно да се изразат преку фотографија, преку музика и преку видеа секако. Исто така начинот на кој што го поминуваат денот, споделувањето на начинот на кој што си го поминуваат денот може да им помогне да создадат и нови пријателства, меѓутоа и да ги продлабочат оние пријателства, да ги продлабочат старите пријателства со оние со кои што имаат заеднички интереси, така да има доста позитивно влијание. Од друга страна, знаат да имаат негативно влијание врз целокупното здравје, не само врз менталното здравје, затоа што има доста информации кои што прават некои штетни однесувања да изгледаат како кул, например, не знам, пушење, конзумирање на алкохол, конзумирање на брза храна. Кога сме кај менталното здравје, тука се проблемите со исхраната, кои што почесто кај девојчињата се јавуваат, како анорексија, булимија, и тоа е така затоа што многу често знае на социјалните мрежи нели да се промовира некоја идеална, совршена слика за тоа како треба да изгледа нашето тело, така да во овој дел девојчињата посебно имаат проблем. Исто така, на социјалните мрежи многу често се шират и дезинформации за некоја личност, што потикнува на идеализација на одредена личност или омраза на одредена личност или група на луѓе, така да говорот на омраза, па мислам дека преку социјалните мрежи некако најбрзо може да разгори, како да кажам.
многу млади имаат исто така тенденција да се изолираат, да останат само пред телефон на социјални мрежи дома и на тој начин да ги прекинат контактите лице во лице, многу да ги изречат, а сето тоа може да доведе нели до анксиозност или до депресија. Во мојата пракса често се среќавам со млади кои што си имаат проблем со фокусот, затоа што се повеќе се навикнуваат на кратки содржини, нели Reels или видеа на TikTok кои што се многу ефективни, а се кратки. И мозокот им се навикнува на такви содржини и имаат проблем да внимаваат, нели, да го задржат вниманието на некои подолги содржини. Да, тука се појавува и оној момент на fear of missing out, нешто да не пропуштиш. Тоа го имам забележано баш кај младите. Тој момент кај што мора да бидат цело време активни на социјални мрежи, се со цел да не испуштат нешто што важно се случува тој ден. Да, например, еве, јас и во мојата работа се чувствувам понекогаш као дека сум преобземена као со емоции, затоа што цело време си викам, ова сега треба да го постирам, ова треба да го постирам, ова треба, ваму треба да бидам, ова треба да го направам. И некако после тоа те обзема толку многу што мислам дека нервниот систем не може толку да ти го издржи тоа. И тука доаѓа нели после burnout фази, ти се случуваат некои работи што ете ти кај што кажаш фокусот ти се намалува. Јас сега на пример се приметувам дека тргнувам нешто да направам и го правам 3 секунди и после тоа се префрлам на нешто друго и почнувам тоа да го правам затоа што цело време си викам ова треба да направам. Мислам јас си поставам организација, но сепак кога си навикна цело време на тоа, на тој брз живот, некако и мозокот ти се шифта. Така ти работи едноставно. Да, спомена дека преку социјалните мрежи нели често се шират и дезинформации, се продаваат храна, лекови кои што не се никаде проверени. Па имаше еден обид за да се Агенцијата за медиуми веќе почна со некои регулативи и критериуми за тоа што може да се пласира на социјалните мрежи. Па кое е вашето мислење во однос на тој поглед? Ме интересира дали сметате дека добро да има некоја регулатива за инфлуенсерите, тиктокерите за да чисто да се знае што се постира и што се продава преку социјалните мрежи? Па мислам дека еве од Сабајле баш си размислував кога почнав јас со инфлуенсерство, односно со блогерство, се дека јас немав доживеано професионален ангажман каде што читам договор од 10 страни. Јас тоа си го замислував као као лабаво си постирам, не се замарам, не го премислувам тоа толку многу. Но за среќа кога јас дека сум една од првите инфлуенсери на сцената, како имав можност да увидам како да се работи за еден голем бренд и како брендот има толку многу членови во тој договор и ти се што треба да испратиш и за што се треба да бидеш внимателен, ми дало една нова перспектива за работите. И со тоа сакам да кажам дека доколку луѓето не им дадеш некои закони, ако не им дадеш регулативи, ако не ги едуцираш, јас мислам дека никој нема во нас тоа како вродено. Мора да го научиш некаде. И јас сум за да постојат закони, регулативи, и не само за инфлуенсери, туку општо за производи кои што се промовираат, што смеат, што не смеат да се промовираат. А кај нас се уште тоа така некако поминува. Верица? Да, добро каже Александра, треба да научиш некаде што треба да објавуваш, а што не треба, така да јас сметам дека тука е многу важно и медиумското образование. Добро би било дури некој таков предмет да има во училиштата или барем ако не може во училиштата, барем дома родителите пред да им дозволат на децата да користат социјални мрежи, да ги обучат, да ги образуваат малце во тој дел за тоа како критички да размислуваат. Во однос на регулациите, добро е да се има одредени регулации, за нели да се има еден побезбеден свет, побезбеден онлайн свет, меѓутоа треба да се внимава и таму во тие регулации кои се дизајнира да не го скратат правото на слободно изразување. Така да во тој дел мислам дека треба заедно да соработуваат и психолозите, и едукаторите, и инфлуенсерите, и политичарите, за да создадат некои насоки за тој онлайн свет да биде безбеден, а сепак да не е ограничена слободата на изразување. Да, ме интересира колку долго време поминуваш на социјални мрежи во текот на денот и како успеваш да стигнеш се друго што ти е планирано во текот на денот?
Во последно време морам да признам дека се трудам да бидам шо помалце на социјални мрежи и да работам во позадина, затоа што сватив дека некако тоа повеќе ми исполнува и затоа не тој момент дека пропуштам нешто, кога се трудам да го намалам. И не знам, едноставно некако мислам дека секој треба да си го најде својот начин на функционирање, како му одговара добро за неговото ментално здравје. Ама јас лично периодов кога се трудам малце да останам повеќе во реалниот свет, за да можам нешто добро после да донесам во виртуелниот свет. Затоа што јас мислам дека ако не собираш искуства вака, не можеш ништо добро да придонесеш во виртуелниот свет. Туку ќе бидеш заглавен во него, ќе бидеш некако обземен, ќе те на некој начин ќе ти влијае врз тоа ти каква персона си. Во последно време веќе од Светската здравствена организација имаат некои регулативи со кои што се препорачува да им се одземаат телефоните на децата додека се на училиште, се со цел да бидат пофокусирани за време на наставата. Ме интересира како гледаш на тој процес од психолошки аспект. Дали е тоа добро или можеби е too much некогаш за да им се направи некаков притисок на децата? Да, па и во тоа треба да има одреден баланс. Нели, од една страна добро е да има одредени ограничувања, ама да не се тие престроги ограничувања, за да не се створи и сега потполна одбивност кај младите. Може да направиме контраефект, да се зголеми таа жилба за забранетото, нели? Добро би било, например, во училиштата да ги користат телефоните кога истражуваат за нешто за време на часот, да не им биде тоа ограничено, меѓутоа да не ги користат, нели, за време на часот за лични цели. Меѓутоа, за време на одмори може да им се дадат 5 до 10 минути да си ги проверат телефоните, за тој после тоа да им се смали тој нагон на час да сакаат да проверат. Исто такови ограничувања и дома може да ги има. Например, не знам, кога вечераме не користиме мобилни телефони, за да се навикнат на некој начин дека имаат онлайн време и време кое што го поминуваат во комуникација лице во лице. Доаѓаат ли често родители кај вас, еве како психолог, да побараат совет, препорака како да ги тргнат децата од овој дигитален свет? Да, доаѓаат се почесто и мило ми е што родителите се повеќе подготвени за соработка, за да примат некој совет, некоја насока од нас за тоа како би можеле да ги заштитат децата во тој онлайн свет. Да, Александра, кој е твоето мислење во однос на тоа телефоните да им се тргнат децата од училиште? Дали сметате дека тоа е окей или можеби е претерано? Искрено мислам дека треба да се намали користењето на социјални мрежи додека си во училиште и дека треба да си фокусиран за тоа што си дојден некаде. И не само во училиште, мислам дека и општо. Например, колку би било непријатно сега ние ако дискутираме тука и јас си седам на телефон. Мислам, тоа малце треба и да биде свесен и ученикот дека тоа не е културно да го направиш. Па од тука доаѓа дека можеби треба повеќе да се потрудат на новите генерации некако да им на друг начин да ги едуцираат, некако ние што ни поминувало, затоа што мислам дека тогаш било полесно. А сега со социјалните мрежи мислам дека можеби треба да го сменат пристапот и начинот како ги воспитуваат и ги се врши образованието, затоа што сега реално е друго време. Не е исто како порано. Тука сега често се појавува и вештачката интелигенција, тоа е нешто што зема многу голем замав. Ме интересира кој е твоето мислење во однос како може тоа да се искористи правилно во социјалните мрежи? Па јас користам доста често, например, кога ми треба нешто помош, кога сум заглавена креативно, но никогаш не оставам тоа да биде така како што ChatGPT ми кажал. Може ќе ми помогне 10% у процесот на креативната слобода или се, ама никогаш не оставам тоа да биде као 100% ChatGPT, затоа што сепак ја мислам дека личниот печат е тој што е најважен во целата приказна и ако ти тоа го немаш, чаве ти е вештачка интелигенција. Така што јас мислам дека може да се користи, се додека не те не знам ако не ја користиш 100% само тоа, затоа што мислам дека е многу важно да има и персонален печат. Верица, кој е твоето мислење на оваа тема? Нели сега сме
свесни на deepfake, тоа често може да се најде на TikTok, затоа што јас цело време сум на TikTok, еве како млад човек си признавам. Пола мој ден го поминувам на TikTok и гледам цело време има некои видеа со deepfake. И мене ме интересира еве како човек кој користи TikTok, како тоа би можело негативно да влијае врз моето ментално здравје. Па обично таквите, нели, вештачката интелигенција како ChatGPT знае да влијае врз креативниот процес на една млада личност. Нели, како каже Александра, кога сум заглавена, знам нели да се одглавам од тоа со што ќе искористам ChatGPT. Меѓутоа кај помлади луѓе, кај тинејџерите, тоа може да влијае многу контрапродуктивно на нивната креативност, затоа што може потполно да го земат тој текст што ќе го напишат на ChatGPT, потполно да го земат и да го искористат, не знам, дали за на училиште, дали за на социјалните мрежи. Така да во овој дел јас мислам дека родителите имаат главна улога кај помладите да имаат повеќе контрола врз тоа што прават нивните деца онлайн. Не знам на каков друг начин тоа би се исконтролирало за да се користи помалку. Мојот впечаток е дека децата сега не се толку креативни што пишуваат кон на ChatGPT цел состав да им напише и со тоа одат на писмена, со тоа одат на час. Некако се губи тој креативен процес и таа креативна мисла. Тоа веќе мислам дека е проблем, затоа што на пример јас сум доволно возрасна за да согледам дека тоа не треба да биде така, но кога некој е у таа фаза каде што расте, се развива, нели, со формула како карактер, ако се научат така, ја мислам дека ќе бидат ултра мрзлива генерација и не знам кои ќе бидат очекувањата од нив. Да, тоа останува прашање на наредната генерација, да видиме како и што би се одвивал, нели, тој цел процес. Освен за комуникација, социјалните мрежи се користат, нели, за себе представување. Сите ние имаме профили, се представуваме себе си, кажуваме за нас, објавуваме фотографии, мисли и слично. Како може да го намалиме тоа, ја би рекла второ јас, кое што ние се представуваме пред публиката, да кажеме, внатрешно ние сме сосема друга личност. Како би можело тоа некако да се регулира? Дали често ти се случува такво нешто? Па јас тоа се смеам со другарките дека социјалните мрежи стана како алатка за дејтање, онака може да видиш кој како живее, дали ти се допаѓа, па да видиш дали би сакал да излезеш со таа личност. Мене искрено некако со оглед на тоа дека работам јавна професија, може би е малце различно од другите, затоа што јас не го гледам тоа така. Например, јас кога некој ќе ми пише, јас тоа го игнорирам едноставно, затоа што јас таа алатка гледам како работа, не ја гледам може би како другите што ја гледаат, па на тој начин се заштитувам себе си. Оставам некако природно со некој, ако треба да се запознам или да идам на дет, некако оставам природно во живо да се случат работите, отколку што на социјални мрежи. Не знам, мислам дека тоа е пореално, така можеш да го почувствуваш човекот повеќе, какви мисли има, каков е вистински, затоа што ние реално можеме да представиме на Инстаграм не знам, некоја измислена личност. Јас ја представувам, например, дека сум најдобра од цел свет, се грижам за кучиња, се грижам за моите другарки, не знам што, и ти ме запознаваш мене во вистински живот и сваќаш дека тоа не е така. Мислам, тоа можеш само да го увидиш у вистински живот, не можеш да го увидиш на социјални мрежи, затоа што секогаш ќе постои тоа како алтер его што ние сите сакаме да бидеме некој. Да. И тој момент го имаме тука што влијае на менталното здравје, посебно врз девојчињата, да кажеме, сите се слаби, сите изгледаат убаво, можеби некоја се почувствува дека не припаѓа таму, дека не е соодветна за на социјални мрежи. Како да се изборат еве младите со тој момент? Добро кажа ти, второ јас. Мислам дека во секоја сфера од животот секој од нас си покажува различно јас, нели? Различни сме на работа, различни сме со нашите другари или другарки, различни сме дома, сега во онлайн светот обично сме склони да си направиме една идеализирана верзија од себе, посебно младите, и кај нив се јавува проблем кога не можат таа идеална слика да ја задржат и надвор, нели, во реалниот свет. И секогаш кога ќе се соочат со некој проблем или кога ќе направат одредена грешка, тоаш кај нив се јавува бура од емоции, се јавува анксиозност, се јавува немир, затоа што
таа онлайн слика, таа совршена слика не остава место за грешки, не остава место за несовршености. Така да младите во овој дел знаат да бидат многу збунети. Сакајќи да ја одржат таа совршена слика, многу од нив знаат да се изолираат и со што се оневозможува личниот раст и развој понатаму. Како да се направи баланс помеѓу офлайн и онлайн животот? Не знам, мене ако ме прашуваш, мислам дека тоа е само договор сам со себе. Затоа што прво треба да осетиш колку многу лошо ти влијае, колку многу те обзема, за да после тоа сватиш дека треба да си направиш разграничување. Тоа е сепак, мислам дека договор сам со себе, затоа што јас како го гледам, например, има некоја работа што ќе те направи подобар човек, има некоја работа што ќе те направи полош човек. Ти секогаш избираш каков човек ќе станеш. Исто е тоа и така и со социјалните мрежи. Значи, ако гледаш дека те обзема, или може да се препуштиш на тој да те обзема целосно и да ти влие на менталното здравје, на физичкото здравје, на односите со луѓето, или си поставаш граница. Boundaries. Тоа е нели трендинг сега. Boundaries. Сам со себе. Верица? Исто мислам дека тоа е многу индивидуално, многу зависи од личноста и многу е битно кога сме веќе кај граници и временски граници да си поставиме, окей? Колку ќе си дадам максимум во текот на денот, колку максимум можам да си дозволам да искористам време на одредена социјална мрежа. Мислам, мене тоа најмногу ми одговара во моето поставување на граници, во моето правење на баланс помеѓу онлайн и офлайн животот. А барем сега и на Инстаграм, мислам, постои опција Да, кога тоа е ќе супер. поминеш некое време да ти извести волку време си поминал. Да знаеш. Тоа го открив баш пред некое време и помислив да си направам, да си ја ставам таа опција која да ме потсети, ама некако не можам тоа да го направам. Не сум спремна. Па, јас имав пробано, морам да бидам искрена еднаш. Не дека ми помогна нешто многу, ама ме известуваше тука. Бев као, седам повеќе од што треба. Ама после тоа кога го тргнав тоа и некако сама природно ми дојде да го регулирам тоа време поминување на Инстаграм. Нормално е, некојаш има денови каде што сакаме да седиме цел ден и да скроламе на телефонот и тоа да ни е day off. Тоа е сосема нормално, но мислам дека кога ги имаме работните обврски на школа или било што, тогаш стварно навистина треба да постојат некои граници. Да, и добро е да има и денови на детоксификација од социјални мрежи. Да, често пати си велам сама на себе, мора да земеш една недела, си дадеш челендж, да престанеш да користиш социјални мрежи и никако не можам да дојдам до тој момент. Го имам тој момент fear of missing out и нон-стоп сум на социјални мрежи. Јас мислам дека ќе ти дојде природно, кога веќе ќе се преполниш со сите тие работи. Сметам дека се додека си ставаш етикета, не можам, ќе си се водиш кон тоа. Споменавме неколку пати за едукацијата на младите, како би можело сето ова ново време ера на социјални мрежи паметно да се искористи, да се воведе во процесот на едукација. Па ме интересира еве доколку вие би имале можност, каков совет би им дале на професорите, на нашите политичари, што треба да направат за нашите ученици да останат присутни на часовите, но сето тоа да има и дозаете користење на социјални мрежи цел тој процес. Па мислам дека треба малце повеќе да имаат соработка со психолози, каде што затоа што и наставниците сега се ставени нели во нова позиција, не знаат како да се снајдат, тоа е многу нормално. Да. Но има луѓе што се стручни на тоа поле и можеби треба малце поголема соработка. Ја додека сум била у основно, психологот само седел у канцеларија и немал никаква обврска. И сега си викам, замислете како психологот тогаш да имал некоја обврска и да не едуцирал и да доаѓал да ни помага за одредени работи со кои што ние сме се соочувале, а не ни сме знаеле дека се соочуваме како генерација. Јас мислам дека треба некоја соработка да се случи за да им биде на сите полесно процесот на образование, на воспитување, нели исто и на родителите. Така би се намалили сајбербулингот. Па да, јас мислам дека работите стануваат подобри само откако ги комуницираш и кога ќе почнеш нели да работиш на нив. Не може ако ќутиме, ако ги фрламе работите под тепих, никогаш нема ништо да направиме. Исто како што кажав и претходно, јас сметам дека
треба да има баш час, како и сите други часови, да има и час за медиумско образование, за младите да бидат посвесни на каков начин ги користат социјалните мрежи и да, сметам дека многу внимание треба да се обрне на сајбербулингот. Ние малку разговаравме и надвор од емисијата и ти споделив дека јас на некој начин сум ми малку зачудена, затоа што толку многу се зборува за сајбербулингот и повторно се појавува. Многу често појава кај нашите адолесценти. Така да сметам дека можеби најголем акцент треба на тоа да се обрне. Ма јас тоа го имам приметено не само кај децата, децата се као најкритична маса затоа што сте во развој, но кај нас мислам дека сите генерации имаат тенденција да го прават тоа. Да. И мене ми е онака некогаш ќе прочитам некоја статија за себе, отварам коментари доле и ги читам коментарите, толку се не засновани онака, си коментираат онака чисто нешто слушнале, нешто не знам. Си прават сами проценки, нормално те навредуваат, пишуваат работи онака небулозни. Мислам дека тој не е само кај младите, туку и кај постарите е тој момент на hate speech. Да, говор на омраза, тоа е доста актуелно. Еве како да се заштитиме од тој процес? Како да ги читаме тие коментари, но условно кажано да не допрат до нас. Сепак тие би допреле до нас затоа што сме ние живи суштество, но како да не допрат тие коментари до нас? Јас мислам дека секој човечко суштество нормално е да го допре нешто така кога ќе прочитам, но на крајот на денот јас знам која сум, знам што сум направила, знам дали тоа сум го направила или не сум го направила и некако тука си се договарам со себе си, као ова нема зошто да ме допре, ова не е вистина. Едноставно тоа е, луѓето имаат слобода да напишат што сакаат, да си прозборат за другите, да си направат своја гледиште, своја слика да си изградат. И тоа е многу нормално. Например, кога одбираш да работиш јавна професија, некако си спремен дека ќе го доживееш тоа. Дали ми е сеедно? Не ми е сеедно. Не ми е сеедно, особено кога сум покревка, кога имам покревки денови, кога сум помека, кога нешто ми се случува, кога имам лош период, кога не се осеќам психички добро, ме повредува и тоа како? И мислам нема зошто да се правиме сега тука јас да ве кажам као јас не ме повредува ништо затоа што јас сум јавна личност. Не ме повредува. Ме повредува, но само си се договарам со себе си. Дека ова не е вистина, нема зошто понатака да го носам со себе како товар затоа што некој има таква слика за мене или едноставно само сака да си го истори тоа што му тежи тента, без разлика дали ме знае, не ме знае или слично. Дури да не погода такви коментари, битно е и да ги изразиме емоциите. Затоа што ако ги потиснуваме емоциите, исто така тоа може долгорочно да влијае врз менталното здравје. Така да нормално е дури да не погода такви невистини. Така. И за крај да останеме на позитивна нота, може ли двете да ми кажете како младите да продолжат да ги користат еве овие предности на технологијата и да си помагаат себе си да се развиваат и да ја развиваат својата околина? Јас мислам дека треба да се залага за промовирање на добри вредности, култура. Ете, тоа ми е мене како омилен топик секогаш. Мислам од кога сум креирала како културата во Македонија, во Скопје, како може да се развија. Значи, треба да размислуваме како може ние да придонесеме со нашето постоење на социјалните мрежи, дали да си ја промовираме нашата уметност или слично. Треба само да размислиме како може да допринесеме тоа да биде добро и не знам, сепак на крајот на денот луѓето одлучуваат дали тоа што имаат лош ден ќе се истурат на социјалните мрежи. Тука мислам дека треба малце да поработат на тоа дека можеби тие негативни емоции треба да ги исфрлат на друго место, затоа што мислам дека постојат можности барем во ова модерно време. И не знам, тоа е едноставно некако така јас ги гледам работите, дека треба да се фокусираш само да си подобра личност за себе и после тоа да го представуваш на социјалните мрежи. Нормално е, нема секогаш да бидат добри вестите, секогаш ќе има и лоши вести и окей да ги користиме социјалните мрежи за да
се избориме против тие работи. Ние знаеме нели во каква ситуација да живееме во држава и константно се бориме за нешто и навикнати сме да се бориме за нешто. И јас тоа исто така го гледам како позитивно користење на социјалните мрежи. Верица? Па, јас би препорачала да бидат поселективни во она што го конзумираат и во она што го објавуваат на социјалните мрежи, да ги користат социјалните мрежи како алатка што може да им послужи да разменуваат некои конструктивни информации, наместо да одат во конфликти, во говор на омраза и едноставно да ги користат за мотивација и за давање на некоја позитивна енергија на другите. Александра, Верица, ви благодарам на гостувањето. Баш ми е мило што се согласивте да зборуваме еве токму на оваа тема, баш во време на денови на медиумска писменост и многу ми е мило што ве запознав. Исто на мене. А вие, драги гледачи, останете со содржините на Радио МОВ.